На барањата на иницијативата за заедничка Македонија гледам многу позитивно и впрочем можам да кажам дека тоа се единствените барања што една ваква позитивна иницијатива може да ги даде, позади која стојат стотици и илјадици граѓани на Република Македонија и да не го забравиме првиот граѓанин на Република Македонија, председателот Ѓорѓе Иванов. Тие вчера го одржаа можеби најимпресивниот собир пред собранието на Република Македонија или поточно најимпресивниот марш од владата преку улиците на Скопје до собранието на Република Македонија и во само една парола избори се за Македонија им се обратија на 120 пратеници или поточно би рекол на забеганите политички елити како од албанскиот блок, така и од македонскиот блок и направија последен напор да ги вразумат. Зашто станува збор? Јас ова парола ја сваќам на два начина, мислам тие се единствените начини како може да се свати и прифати. Избори се за Македонија е единствениот начин, правилен израз, демократски израз од ова криза, значи нови избори, народот, тоест граѓаните, носителите на сувереноста во Република Македонија да се изјаснат за ова ситуација и секако да ни дадат излез од истата и секому поединачно обраќање избори се за Македонија. Значи ти граѓанину на Република Македонија, ти кој си носител на суверенитетот на Република Македонија, тој суверенитет ти произлегува од член 1 и член 2 од Уставот на Република Македонија. Ајде сега е моментот, избори се кога политичките не сите, дел од политичките елити забегале и не прават добро за заедничкиот живот во Република Македонија. Значи моите комплименти за барањата, очекувам дека конечно ќе ги слушнат, очекувам дека ќе Заев и лидерите на политичките партии кои уценуваат со платформата, дека ќе го надминат палеолитот на својата, ќе повторам, палеолитот на својата совест и свест и конечно ќе ги прифатат барањата на илјадниците, да не речам стотици илјадици граѓани на Република Македонија. Брисел во последно време вообичаено касни, би рекол за пиполовина, но боле е некогаш отколку никогаш. И лично мислам треба малку поостро, да не се кријат лидерите на Брисел, на Европската комисија, на Европскиот парламент и комесарот за европско проширување позади сукњата, би рекол, на господјата Коцијанчит, треба тие да излегнат и јасно да кажат што смее да прави и да изјавува Еди Рама, така наречениот обвинител на Балканот, а всушност тој е еден обичен поттикнувач, тој е еден носител, јас би рекол, на постмодерен политички примитивизам, кој ги хушка албанците од Косово, Србија, Албанија и Македонија и ги втерува во една братоубиствена војна. За среќа би рекол. Албанците се мирни, македонците се мирни, значи имаат свест, имаат совест и не го слушаат сега за сега. Се јавуваат некои слободни стрелци, како градоначалникот на Дебар, како градоначалникот на Бујановац. Едниот вели душата и крвта им биле во Тирана, другиот вели дека мора и Прешево да падне и така натаму. Јас само би подсетил. Сега е моментот, оние неосвестените од Македонија, кои на нас, да речем на почеток малку мината, ама сега станавме стотици, 200, 300 илјади граѓани, кои од почеток рековме дека оваа платформа од Тирана е експанзионистичка, дека таа е етноцентристичка, дека таа не мисли добро на Македонија, дека работи на разнебитувањето на унитарност на државата, да се свестат дека не го осетиле тоа и да станат против овие завојувачки, би рекол, изјави на Еди Рама од Тирана, а и не само на Еди Рама, и на Хашим Тачи, и на овие неколку, два-тројца, дури и тој Демири, Ајладин Демири се јави да ни држи предавања, а се знае што застапува. Но, како и да е, јас гледам свест кај граѓаните на Република Македонија, пред се овде на преден план ги ставам граѓаните албанци, државјани на Република Македонија и секојдневно контактирам со нив и не гледам дека тие се согласуваат. Воопшто не гледам дека тие изгледаат потлачено или онеправдани. Напротив, си живеат еден нормален живот, секако би сакале да е подобар, ама кој не сака? И јас сакам, и мојата фамилија, и сите мои сограѓани да имаат подобар живот, а впрочем, тоа е и задачата на политичките елити
да ни го подобрат животот во Република Македонија, во градовите каде што живееме, а не да забегуваат и да ни испорачуваат неферски антиуставни платформи. Брисел реагираше кога беше уценет. Брисел не реагираше кога Македонија беше уценета, кога Србија беше уценета. Значи, ја не очекувам Брисел сега да направи грешка, доколку добро ве сватив, да излезе со изјави против ова што го прават граѓаните, бидејќи овде беа и Могерини, и Хан, и оној Карл Билд, од времето од 2001 знаеме што ни донесе, кои работи ни ги донесе, и видоа дека овде има освестени граѓани кои си ја бранат државата, кои протестираат и маршираат за унитарност на државата, за заштита на уставот. Ако добро ве сватив, не очекувам Брисел да истапи со таква изјави. Напротив, очекувам Брисел сега официјален, малку похрабро, малку потранспарентно да излезе и да изјави: работите во Република Македонија треба да се развиваат на демократски начин, на начин како што сакат носителите на суверенитетот, а тоа се граѓаните на Република Македонија. А тоа значи политичарите или поточно политичките елити кои забегале да седнат на маса и да ги чујат граѓаните и нивните барања. А барањата беа, дел од барањата или најглавното барање, избори се за Македонија, беше испорачено вчера во петокот.